Пред денешниот самит во Брисел на Европската Унија и Турција, Анкара почна со програмата за интегрирање на сириските бегалци. Станува збор за интензивирани напори со цел околу 3 милиони сирици да бидат вклучени во турското општество. Турската влада во изминативе недели започна да им гарантира на сириските бегалци дозволи за работа. Овој потек беше поздравен од раселените сирици. За домашните експерти пак ваквиот чекор представува промена на турската позиција спрема сириското прашање. When they came, it was a big shock. I mean, it was a huge number. Кога дојдоа, тоа беше голем шок. Мислам, дојдоа голем број луѓе за многу кратко време. Имаше многу проблеми меѓу локалното население и сириците поради различниот начин на живот, различните култури, јазикот, вели турскиот аналитичар Айтун Орхан. За да ја ублажи бегалската криза, Европската Унија предвиде 3 милиарди евра за Турција за да ги прифати и смести сириците кои се обидуваат да влезат во Европа преку Грција и така наречената Балканска рута. Турската влада проценува дека околу милион сириски бегалци ќе продолжат да престојуваат во Турција и откако ќе биде завршена кризата во Сирија. Затоа постојаното интегрирање на бегалците во локалната заедница стана итно, но и горливо прашање кое треба да го реши турската влада, вели Метин Кораптир, генерален координатор на Истражувачкиот центар за азил и миграција. Сега имаме околу 3 милиони бегалци од Сирија и не постои начин за нивно дислоцирање. Годинава тоа стана јасно. Затоа владата почна да прави нешто за да им помогне да се интегрираат, вели тој. Турската влада соопшти дека направила планови во 6 области, вклучувајќи ги здравствената заштита, образованието, религијата и сместувањето, за да се забрза процесот на интеграција на бегалците од Сирија. Пристапот на пазарот на работна сила е важна работа. Тоа е итно, но исто така нешто што е клучно е и образованието, вели Кораптир. Турција е земја со најголем број сириски бегалци во светот. Во Анкара и во Истанбул не постојат посебни кампови за бегалците и мигрантите и тие живеат заедно со локалните жители. Иако ситуацијата со бегалците предизвика некои социјални немири, турската влада и невладините организации се обидуваат да им помогнат, вели Сулејман Сенсој, председател на Турско-азискиот центар за стратегиски студии, кој додава дека во тоа на Турција е неопходна помош од Европската Унија. Унијата и Турција треба да работат заедно за да обезбедат поефикасна економска помош, вели Сенсој. Во меѓувреме, заменик директорот на Amnesty International за Европа, Гаури Ван Гулик, изјави дека не е доволно подпирањето само врз Турција за решавањето на бегалската криза. Користењето на Турција како безбедна трета земја е апсурдно. Европа има апсолутна должност да ги заштити и мора да донесе јасни решенија за итно и безусловно сместување на бегалците, оцени Гулик.